3,8 милиарди евра чуваат македонците на лични сметки во банките. Од овие заштеди, околу 50,5% се во денари, а останатите 49,5% се во девизи, најчесто евра. Ова се податоците добиени од Фондот за осигурување депозити на Република Македонија, а по повод Светскиот ден на штедењето. Според овие податоци, излегува дека во Македонија секој жител поседува заштеда од 1900 евра, но во пракса ова не е така. Газди на парите во банките се одвај 5% од населението. Имат многу пари некои, тие колку посто таму, многу пари имат. Кој мислите дека се луѓе? Со 200 евра плата никој нема пари. Ние не може да штеде, ни ништо. Што друго ти кажа, толку. Овие што се пратеници, тие да. А иначе работник, што е да речем пензионер или работник, не може никој. Само тоа пензионерите 10%, тие што имат по 40.000 на пензија, тие. А ние што сме по 10, 15, 20, не. Тоа се заштити на деца кои се иселени од тук. Бидејќи таму още во државите на Европската унија камати се мали или минорни се, така да штедат во нашите банки. Останатите 95% од населението живеат со примања кои се во рамките или многу под просекот, па штедењето за најголемиот дел од нив е само мисловна именка. Не може да се заштеде, затоа што македонските плати се многу мало, поготово пензиите за нас пензионерите не стигат до половина месец ако си сам. Ако сам живееш од тел да платиш сите давачки кои се комуналиите, не можеш да стасаш воопште. А камо ли па да купиш нешто за себе? Па не можеш да штедеш. Како ќе штедеш? Премали се за да можеш да прекараш месец. Комуналните услуги и другите се скоро оде некаде преку 50% од парите од пензиите или од плати, како сакате го рачунете. И додека богатите трупаат се повеќе пари во банките, сиромасите тонат во се подлабоки банкарски минуси. Од вкупно 3.600.000 регистрирани сметки, дури 194.830 се блокирани, што представува 5% од вкупниот број сметки. Од нив 3.476.184 се сметки на граѓаните, а секоја 20-та сметка или вкупно 177.884 се под блокада. Многу полоша е состојбата кај фирмите, каде од вкупно 193.630 сметки на фирми, дури 61.353 се блокирани, што представува 43,9% од вкупниот број на сметки. Ова уште еднаш ја потврдува суровата животна вистина, дека комотно во животот им е на малкумина. Сите останати преживуваат, крпат или тонат во долгови. Денот на штедењето за нив е недостижен ден.